Синоќа околу 19 часот на градскиот плоштад Гоце Делчев 3 лица краделе од пунктовите за донирање облека на организацијата Адра. Настанот до редакцијата на ТВ канал Вест го пријави очевидец, кој објасни дека едно од лицата било внатре во контејнерот, а другите две му помагале во вршење на кражбата. При реакција на граѓаните, лицата вербално ги нападнале. Од меѓународната организација Адра, која ги постави контејнерите, велат дека се згрозени од чинот, пред се поради досегашната голема дарижливост и добра соработка со струмичани. Бевме секогаш одушевени од Струмица, бидејќи најголеми донации и најголеми потребни нешта на оние на кои што им е потребно, секогаш имаше во контејнерите во вашиот град. Два контејнера се инсталирани на плоштадот ваш, убавиот ваш плоштад, во договор со градоначалникот ни беше дозволена локација на овие два контејнера и ние бевме воодушевени од срдечноста на граѓаните на Струмица, бидејќи секогаш не беа преполни. И морам да ги пофалам граѓаните на Струмица не само тоа што беа преполни, туку секогаш беа облеката беше чисто средена, секогаш што не се случува да кажеме во другите донации, и не само тоа, имаше и многу убава облека. Имаше дури и нови работи, веројатно од некои бутици кои што сакале да бидат хуманитарни. Морам јавно ја користам вашиот медиум да се заблагодарам на сите граѓани на Струмица за нивната хуманитарна мисија. Но за жал, и покрај убавата соработка со контејнерите во Струмица и граѓаните, се случува одбивање. Костовска објаснува дека поради нехигиенски услови ги отстраниле контејнерите од Штип, затоа што несовесни граѓани фрлале секакви ѓубришта внатре во облеката. Ова не е прв пат. Адра, која што е една од најголемите хуманитарни организации во светот, има инсталирано исто така контејнери во градот Штип и воедно па ги повлековме, не поради од некакво ограбување, туку некои негрижни граѓани со лоши навики и со злоба уфрлуваа во контејнерите се и се што. Дури можам да ви кажам, дури измет. Жал ми е што морам и тој термин да го употребам, пелени детски, полни пелени детски, храна расипана, значи на некој начин ги користеа контејнерите како отпад. Мене ми е многу жал зашто луѓето немаат висока свест на размислување дека таа облека што е таму донирање и како им е потребна на местата во руралните средини кај што немаат допир со граѓанската средина и кај што можат некаква донација сами да се обезбедат, туку тоа го правеше Адра. Адра со своите комбиња, значи функционира низ села Македонија. Донациите се прават во најтешките предели во оние села кај што останале малку семејства, кај што имаат многу деца, а социјално се загрозени, и ние секогаш бевме добро дојдени. Контејнерите во Струмица ќе останат, велат од Адра. Тоа позади мене се двата контејнера во кои што струмичани може да донираат облека за граѓаните на кои што им е потребна. Очевидци кои што исто така не сакаат да зборуваат пред камера велат дека ова не е прв случај на грабеж на овие објекти за донирање. Имено принципот на крадење и едно лице влегува внатре во контејнерите и ги испразнува од облеката која што е донирана. Во СВР Струмица нема пријавено кражба на пунктот, не информираат оттаму. Апелираат до граѓаните штом забележат кражба веднаш да пријават во полицијата на бесплатниот број 192, за да може навремено да излезат на терен и да ги обезбедат доказите и трагите за криминалниот чин. Додаваат дека согласно надлежностите полициски тимови патролираат на различни места во градот, каде по претходна анализа ќе се покаже дека е неопходно поголемо присуство на терен.